Електрификацијата силно навлегува во сите сегменти на транспортот, но во Америка владее скептицизам поради, како што велат купувачите, недоволната инфраструктура за полнење. Од другата страна на Атлантикот се одбележуваат два јубилеи. Првиот е 20 години од лансирањето на новиот Мини и 75 години од раѓањето на Веспа. Ферари представи два деривати на серијата 812, а неговиот пандан на две тркала Дукати го обнови Супер Спорт 950. Подеднакво возбудливо е УТВ-то CF Moto Z Force 1000, кого го тестиравме. Добре дојдовте во нашето ново издание. Американската NASCAR серија доби нова генерација автомобили кои ќе се надпреваруваат од следната година. Измените предвидени за новата сезона опфаќаат помалку аеродинамични додатоци и подобрување на механичките компоненти. Со тоа ќе се намали брзината, но ќе се зголеми возбудата на самите надпревари. Тимовите можат да бираат дали ќе возат Chevrolet, Ford или Toyota, а спецификациите за сите се исти. Возилата имаат шасие од јаглено влакна и V8 мотори со 550 или 670 конски сили, во зависност од патеката. Нови се секвенционалниот менувач со 5 степени и тркала кои сега се од 18 инчи, а системот за управување и сопирачките се подобрени. Новата генерација NASCAR автомобили ќе дебитира во февруари идната година на прочуената Дејтона 500 трка, прва од планираните 36. Во моментите кога се надеваат на продлабочување на соработка, од алијансата Renault-Nissan пристигнуваат вести дека ги продаваат своите акции во Daimler. Најпрво тоа го стори францускиот производител, а сега по неговите стапки тргнаа и јапонците. Единствената причина за ова се парите кои на Renault и Nissan во моментов им недостасуваат во големи количини, заради што тие тврдат дека стратешкото партнерство не е загрозено и ќе продолжи. Според плановите во развој е наследникот на Mercedes Citan, кој треба да биде германската варијанта на ново представениот Kangoo. Покрај него се преговара барем за уште еден модел базиран на некое од поголемите доставни возила на Renault. Германците сепак се воздржани и не коментираат ништо. Тие во минатото еден по еден ги откажуваа заедничките проекти со алијансата. Најпрво тоа беше производството на X класата во Шпанија, а сега престанаа да купуваат дизел мотори од Renault, а ке следи и преселбата на Smart 44 од Словенија во Кина. Ферари подготви две нови ѕверки од серијата 812. Ги нарече компетиционе, иако се хомологирани за регуларен сообраќај. Првата е динамично купе, чие задно стакло е заменето со профилиран лим. Втората верзија се разликува по отстранливиот покрив од јагленородни влакна и е доозначена со буквата А. Заедничко име 6,5-литарското V12 срце, навиено на 830 конски сили. Без помош на турбокомпресор или електромотор, тоа чука до 9.500 пати во минута, лансирајќи го купето до 100 на час
за вртоглави 2,8 секунди. 200 качува за 7,5 секунди, а ако не запрете ќе оди се до 340 км на час. И вредностите на компетиционе А се еднакво уверливи. 7-степениот менувач со двојна спојка има нов софтвер, а тежината е намалена за 38 кг. Управувањето е на сите 4 тркала, а аеродинамичните додатоци се изведени од Формула 1 болидите. Купето ќе биде произведено во 999, а отворената верзија во 599 примероци. Тоа што цената му изнесува 499, односно 578.000 евра, не беше пречка сите уште сега да бидат распродадени. На бројните јубилеи на автомобилската индустрија им се приклучи и Мини, кој прославува 20 години од појавувањето на својата модерна верзија. Приказната за него започна во 1994 година, кога BMW одлучи да го купи Ровер, кој во тоа време обединуваше повеќе британски производители. Неа ја истурка тогаш првиот човек на баварската компанија Бернт Пишец Ридер, кој по некоја случајност беше близок роднина со креаторот на оригиналниот Мини, Сер Алек Исигјонис. Добро сваќајќи ја носталгичната вредност на марката, BMW му намени на Мини ретро дизајн кој никого не можеше да остави рамнодушен. За концептот кој беше покажан на јавноста во 1997 година постои една слабо позната тајна. Имено, бидејќи BMW немаше сличен по големина модел, за него беше искористена механичката основа на Fiat Punto. Германците сепак во наредните скоро 4 години вложија голем инженерски труд и креираа модерна платформа која на минимум овозможи од еден модел да прерасне во цело семејство кое едно време броеше дури 9 члена. Hyundai им објави војна на европските премиум производители кои од летово ќе ги напаѓа со моделите на Genesis. Дека ќе дојде и тој момент се знаеше, но не и дека тоа ќе се случи само 5,5 години од осамостојувањето на корејската луксузна марка. Од неа сите очекуваа дека за Европа ќе биде подготвен сосема нов модел, но Genesis на стартот ќе истрча со седанот G80 и кросоверот GV80. По нив ќе следат G70 и GV70, додека за најголемиот модел G90 засега нема планови за лансирање на стариот континент. Битно е и дека се најавени вкупно 3 електрични модели кои ќе се најдат на пазарот во рок од една година. Побитно сепак е што присуството на Genesis ќе биде ограничено само на Германија, Швајцарија и Велика Британија, додека за останатите земји нема конкретни планови. Така е можеби заради специфичниот настап кој ќе го има оваа луксузна корејска марка, со назначување личен асистент за секој купувач кој ќе ги следи сите негови потреби и барања во врска со возилото. Раководството на Genesis уште истакнува дека возилата ќе бидат прилагодени на европските патишта и начин на возење, за што веќе се поминати десетици илјади тест километри низ 15 држави. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества. Без крзно, без канџи, без крилја, а сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени.
Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Како што стојат работите, се помали се шансите за одржување на престојната меѓународна изложба на автомобили во Германија. Иако има само 4 месеци до незината премиера во Минхен, одзивот дури и на германските производители е мал. Слична е атмосферата во Америка кон електричните возила, каде дури половина од испитаните собственици на овие возила се изјаснија дека следниот автомобил што ќе го купат нема да биде електричен. Се чинеше дека во сето зло што пандемијата го донесе на човештвото, најмали последици ќе има германскиот салон на автомобилите ИАА. Тој се одржа непосредно пред короната да зачука на светските порти, во моментите кога организаторот веќе ја беше започнал процедурата за промена на неговиот формат. Во такви услови тој ја следеше новонастанатата ситуација и се прилагоди на неа. Во очекување дека до терминот за негово одржување овој септември нешто колку толку ќе се вратат во нормалниот колосек. И навистина ќе беше така да не беа сенките на рестрикциите толку долги. Најсилниот удар за иднината на ИАА пристигна оттаму од каде најмалку се очекуваше. Домашната автоиндустрија, која е негов традиционален сојузник, започна да се премислува. Првите лоши вести ги испрати Volkswagen, кој објави дека во Минхен нема да настапи во целиот состав, односно дека ќе ги нема Шкода, Сеат и останатите помали брендови. Причините не се елаборирани, но нема потреба да се предпоставуваат. Иако веќе е време да потврдат, добар дел од производителите се уште се немаат изјаснето. Надежите на организаторот не спласнуваат, но известно е дека примерот на Volkswagen ќе го следат и други. Досега позитивно за своето учество одговорија само Toyota, Renault, Hyundai и неколку кинески брендови. Заради тоа сега никој не сака да го побара одговорот на прашањето дали ИАА после напуштањето на Франкфурт ќе замине во историјата. Од Америка повторно пристигнуваат статистики чии резултати се изненадувачки. И овој пат темата се електричните возила, односно колку нивните собственици се задоволни. Истражувачите од Универзитетот во Калифорнија им поставија едноставно прашање: дали и наредниот нивни автомобил ќе биде електричен или не? Загриџувачки е што повеќе од половината од анкетираните, скоро 4200 возачи, се уште не решиле дали ќе ги задржат електричните возила, но 21% од тие што решиле ќе се вратат на стариот и докажан бензински погон. Како причина за оваа своја одлука, тие ја наведуваат лошата инфраструктура за полнење на батериите. Главниот проблем за нивното незадоволство истражувачите го гледаат во фактот дека 70% од нив немаат брз полнач дома. Тоа главно се млади луѓе со пониски примања и понизок степен на организираност и рутина во своите обврски, велат тие. Но дека сепак не е само тоа, сведочат и 11% собственици на модели на Тесла чиј нареден автомобил нема да биде на струја. Историјата на Пјаџо е поврзана со популарната Веспа, која го прославува 75-тиот роден ден. Ултрапопуларниот скутер доживеа планетарен успех, пат по кој чекори чешкиот субкомпакт Фабија. Неговата нова генерација има само бензински мотори, не е предвидена електрификација, а опременоста е на високо ниво.
Шкода конечно ја подготви новата генерација на Фабија. Чекањето се исплатеше затоа што овој успешен модел на чешката компанија ќе ја продолжи пазарната битка со нови адути. Пред се со MQB платформата, истата онаа која ја имаат Поло и Ибица. Низиното користење и донесе значително поголеми димензии, должината е зголемена за 11, широчината за 5, а меѓуоскиното растојание за 9 см. Сменети се и пропорциите на каросеријата, чиј изглед генерално го следи дизајнот на останатите модели на Шкода. Со поголемата маска и потенките светла, предниот дел изгледа помасивно, а острите линии назад се ублажени. Силуетата благо подсетува на досегашната генерација, а имплементираните стилски детали прават моделот да изгледа позрело. Слична естетика владее и во внатрешноста, која е значително помодерно уредена. Повеќе го нема чувството кое го одаваат ефтините материјали, а просторноста е донесена на ниво на конкуренцијата. Опременоста значително е подобрена и практично се среќава се што има и во Поло. На возачот ќе внимаваат бројни системи за асистенција, а подобрената аеродинамика ја намалува бучавата на воздухот. Од Шкода уште наведуваат дека Фабија располага со 13 Simply Clever решенија, кои ја зголемуваат практичноста. Моторната понуда е очекувана. Дизели нема, а бензинците стартуваат со еднолитарскиот трицилиндричен агрегат со 65 и 80 конски сили. Не треба да кажуваме какви перформанси тој овозможува. Поубедлив е неговиот турбодериват кој на располагање е со 95 и 110 коњи. На врвот на понудата ќе се најде 1,5 литарскиот TSI со 150 коњски сили во комбинација со DSG менувач со 7 степени. Во иднина може да очекуваме верзија со погон на природен газ, но не и хибрид. Продажбата на новата генерација на Фабија ќе започне на есен по цени кои треба да бидат високо конкурентни. Караванската верзија засега е во втор план и на неа ќе се почека барем уште една година. Крајот на светската војна Италија го дочека со разрушени патишта, ничкосана економија и мноштво слободарски дух. Токму во тоа визионерите на семејството Пјаџо ја видоа својата шанса за обновување на бизнисот. Незадоволни од она што самите можеа да го направат, го ангажираа аеронаутичкиот инженер Корадино ди Асканио, кој ги мразеше моторциклите. Тој ги стави на хартија сите нивни недостатоци и креираше возило во кое тие во целост се елиминирани. Моторот беше сместен на задното тркало и заштитен од прашината и камењата, а неа ни валкаше облеката на возачот. Рамната челична подница овозможуваше да можат да го возат и мажи и жени, а воедно служеше и за превоз на погабаритни и потешки предмети. Големото седиште дозволуваше патување во пар, а младешкиот изглед ветуваше уживање во тоа. Наречен Веспа, што во превод значи оса, овој моторцикл ја промени сликата на Италија. Беше потребно кратко време да стане глобално популарен, овозможувајќи им на другите народи на момент да го вкусат италијанскиот начин на живот. За овие 75 години се направени 19 милиони примероци и безброј верзии, но сите до една го задржаа основниот концепт. Денес Веспа се произведува во 3 фабрики во светот и продава во 83 држави, со успех кој никако не бледее.
По извесен период абстиненција автономните возила повторно се вратија во вестите, сега по заслуга на се присутниот Volkswagen. Имено шефот на продажбата и маркетингот на групата Клаус Целмер изјави дека иднината на автономните возила ја гледа во наплаќањето на нивните способности, но само кога тие се користат. Неговата идеја се базира на тоа возилата фабрички да бидат опремени со сите потребни технологии, што според него е вредност со 5 цифри изразено во евра. Тој уште рече и дека според интерното моделирање на трошоците, групата Volkswagen би можела да наплаќа по 7 евра на час за автономните возила од 4-то ниво, додавајќи дека тоа е многу поевтино отколку патувањето со воз. Ова негова изјава следеше набргу откако од Велика Британија пристигнаа најави дека владата би можела уште годинава да одобри користење автономни возила за почеток само на побавни патишта и под строго дефинирани услови. Сезоната 2021 не би била комплетна без новитетите на Дукати кои ги возбуди своите обожаватели со новиот Суперспорт 950. Во него е собрана сета еволуција што италијанската мотомарка ја има поминато децении наназад, посебно на тркачките патеки, стекнувајќи култен статус уште од кога се појави и новата генерација на Суперспорт 950 успешно продолжува по патот што го трасира неговиот претходник. Изгледот сега повеќе подсетува на Panigale, посебно од страна каде место еден има 3 отвори за воздух. Долниот дел од оклопот се протега до двете издувни цевки, додека однапред го задржа карактеристичниот лут изглед за кој многумина се уверени дека е уверливо најубав во класата. Моторот и понатаму е познатиот V-Twin Testastretta 11 од 937 кубни сантиметри, дотеран да ги задоволува по строгите Euro 5 норми. Заради тоа загуби 3 коњи, но преживеаните 110 убаво се распределени по целиот работен опсек. Најважните новости се во електрониката и италијанскиот Sport Tourer фабрички доаѓа со инерцијална мерна единица која е предуслов за другото. Пред се за новата генерација ABS со корнеринг функција, контрола на пролизгувањето и 3 режими на работа. Доби и Quick Shifter како и поголем екран со висока резолуција по углед на Panigale. Другото повеќе или помалку остана исто, вклучувајќи ја и решеткастата рамка во која и моторот учествува како носечки дел. Цената му се задржа под 14.000 евра. Конечно убаво време и природата не повикува, но имаме специјална прилика да се запознаеме со УТВ возило, Ultra Terrain Vehicle. Денеска го имаме на тест CF Moto Z-Force 1000. Тоа значи дека има двоцилиндричен мотор со зафатнина од 998 кубни сантиметри и сила од 80 коњи. Ова возило е како створено за забава, но пред да почне забавата треба да се опремиме. Иако е температурата негде околу 27-8 степени, сепак треба да обрнеме внимание на заштитата. А кога се вози УТВ возило, гледате дека нема никаква странична заштита, дури и вратите не се целосни, а стаклени површини како и да нема.
Тоа е поради заштитата. Но, пред да дојдеме до таа заштита, мора себе си да се заштитиме. Препорачуваме секогаш да носите заштитна јакна и се разбира заштитна кацига. Таа ќе ве заштити од евентуални превртувања, но и од прашина, како и што се специјалните наочари. Не ми е секојдневно да ги ставам овие гаджети на себе, па ќе ми треба малце повеќе време да се средам. Инаку, што се однесува до заштитата, неопходни се да имате и специјални ракавици. Како што напоменав, отворено е возилото и може да имате удари и од гранки, па затоа треба да бидете заштитени. И бидејќи ова вистинско возило има и сигурносен ремен, кој обавезно треба да се носи на теренот. Толку беше околу опремувањето. Да видиме што може да ни пружи оваа машина, која има 80 коњи и има CVT менувач. Значи, ваше е само да управувате. Возењето на Z-Force 1000 ветува многу. Основниот погон е на задните тркала, но кога возачот сака, може мануелно да го префрли во 4x4 модус или блокадата на диференцијалот, што во текот на возењето не го направив, бидејќи немаше потреба за тоа. Растојанието од тлото од 28 см и чистите површини дозволуваат огромна проодност на теренот и слобода на движење. Управувањето е директно, потпомогнато со електричен сервоуред, па доволни се кратки покрети со воланот да се одржува саканиот правец и помага при маневрите на помала брзина. Поставен на меѓуоскено растојание како мал автомобил, Z-Force 1000 има мултилинк потпирање на задните тркала, додека предните се поврзани со двојни попречни стабилизатори со каросеријата. Одговорот на сите нерамнини е моментален и овозможува одлична интеракција со возачот. Конструкцијата прилагодена да одговори на тешки предизвици е она на што не сме навикнати во секојдневното возење и однесувањето е неспоредливо со ниту едно класично теренско возило. Иако има само 80 коњи, комбинацијата со CVT менувачот ви дава оптимална сила во секој момент. Без оглед дали возите на нагорнина, на рамно или на удолница, лесно ги дозирате силата и правецот на движењето. При темпераментно возење добивате забава за сите пари. Тогаш морате да бидете фокусирани и да го контролирате ударот на адреналинот, бидејќи управливоста и стабилноста не се над законите на физиката. Конструирани да поминуваат тешки терени, УТВ возилата имаат високо тежиште и мало растојание на тркалата, па при нагли маневри лесно се изфрлаат од рамнотежа, но со дозирани маневри каросеријата се стабилизира. Тоа се забележува кога сте на некој потесен терен и сецкате со гасот. Преносот е дизајниран за издржливост и сигурни перформанси. Тоа е впечатокот што во текот на возењето се наметнува сам по себе. Однесувањето е мазно и сосема предвидливо, овозможувајќи ви да го поставите возилото за да ги задоволи вашиот стил на возење и условите на теренот. Најголемиот проблем, ако тоа може така да се каже, е ненаситноста за совладување на нови пречки и секој нов предизвик дава чувство на сатисфакција. Оваа средба е љубов на прв поглед која се продлабочува со секој нов предизвик. Затоа нема потреба многу да се зборува. Нека делата зборуваат за себе. Теренот нешто повеќе од 50 километри. Потрошив нешто повеќе од 10 литри, но тоа не е ништо страшно. Пострашно е што ќе се испотите и ќе се наполните со прашина. И ќе ме праша некој како е чувството на возење на АТВ. Бучене.
прашина од сите страни, ветер ве удира, но адреналинот и задоволството кои го имате при возењето се извонредни. И една препорака. Гледате, полн сум со прашина. Најдете си некаде да се пресоблечете, бидејќи дома нема да ве примат вака.